2 до 3.000 бегалци е просекот на луѓе кои секој ден пристигаат во транзитниот центар Вино-Југ. Интензитетот на бегалската криза не се намалува, а волонтерите од невладините организации имаат полни раце работа околу прифаќањето, особено на стотиците жени, деца и изнемоштени, на кои им е потребна поголема помош. Од Црвениот крст велат дека засега условите се задоволителни бидејќи временските услови се поволни. Во камповите е топло и се загрева со плински печки. Значи, моментално грејните тела со кои што располагаме ги задоволуваат потребите на групите кои што доаѓаат сега и во секој момент се очекува приклучување на електричната енергија со цел подобрување на да кажам и онака веќе задоволувачките услови кои што се потребни за лицата кои што се задржуваат тука кратко, нели со цел да и нивниот краток престој тука биде поудобен. А во однос на останатите работи ги задоволуваме залихите во однос на кебиња, во однос на јакни, оние работи кои што им се потребни моментално во овој период. И секако многу е добро тоа што временските услови како не служат преку денот. Во транзитниот центар засега може привремено да се згрижат 1500 луѓе, а дел можат и да преноќат ако има потреба. Но УНХЦР најавува и проширување на капацитетот за полесно справување во зимските услови. Па како што гледате, моментално една група од нив се спрема веќе да го продолжи својот пат кон северната граница, но последниве неколку дена, како што гледате, имаме континуиран прилив на лица овдека. Група по група, малку по малку сепак доаѓаат и се задржуваат дел од времето што е потребно да ги добијат сите оние потребни намирници овдека, соодветно да ги припремат за патот понатаму. Од Центарот за управување со кризи велат дека капацитетот на трафостаницата што се поставува ќе биде 630 киловат-ампери, а во моментов на Центарот му се потребни 520 киловат-ампери за да се работи со полн капацитет.